ВМРО-ДПМНЕ секогаш било посветено на Македонија, а СДСМ, да бидам конкретен, не целото СДСМ, туку мал круг на луѓе што сега го водат СДСМ, немаат никаков интерес да има консензус за клучните прашања за македонците. И многу често се наметнува еден јавен дискурс дека задолжително мора да се коалицира со ДУИ, како најголема партија кај албанците. Иако никаде ова не го пишува нити во Уставот или било кои закони дека мора да се коалицира. Но ова се користи затоа што нема мудрост во СДСМ и затоа што крадењето им е поважно од напредокот на македонскиот народ и сите граѓани. Нема мудрост во СДСМ да се договориме за македонските интереси кои секој ден се повеќе и повеќе се разедуваат. И затоа, браќа и сестри, дојде време да кажеме дека следуваат промени, дека ќе бидат поразени жестоко на следните избори. И не само што СДСМ ќе оди во опозиција, туку време е и Демократската унија за интеграција доди во опозиција, а потоа се знае одговорност за секој еден криминал. Благодарам. Драги пријатели, браќа и сестри, стигна пресуда од судот во Страсбур за 27 април, каде јасно се вели дека биле прегазени човековите права и притворот бил злоупотребен. Ова пресуда е шамар за власта на СДСМ и ДУИ, која ја водеше најбруталната политичка хајка против опозицијата. А целта е јасна. Не дека луѓе кои сега се по затворите се терористи, туку затоа што од власта правеа притисоци за да им поминат уставните измени. Неколку години потоа, судиката која го водеше случајот стана синоним за она што денес представува и се вика кацарска судство. Распаднат судски систем кој е корумпираната алатка во рацете на власта. Како и специјално јавно обвинителство, камшик во рацете на СДСМ и ДУИ, кој се распадна поради неговата криминализираност. Стотици, би рекол илјадници семејства страда, а десетици своите најблиски ги испраќаа по затворите, не затоа што се бараше правда, туку затоа што се водеше хајка. Не велам дека луѓето од 27 април не употребиле сила, но ако за тоа лежат 200 години затвор, тогаш овие од власта треба да лежат 2000 години.